Добро утро и од мене. Понеделник е време да стартуваме со магазин. Верувам дека ќе имате убава работна и приватна недела, бидејќи едноставно треба да се потрудиме да биде тоа така. Денеска ние одлучивме да го започнеме ова издание на магазин енергично со двајца млади дечки кои што од прилика неполни 2 години функционираат како засебен бенд со многу интересно име Cosplay. За сите оние кои што сте биле на нивните свирки, многу добро знаете каква енергија знаат да споделат, а за сите кои што можеби не ги знаете, денеска добро ќе ги запознаете, затоа што меѓу другото ќе го промовираме и нивниот најнов видео спот и песна Писма, во кој што се целосни автори. Нешто што се разликува од она што најчесто сме навикнати да го слушаме на македонската музичка сцена. И двајцата се креативни и некако се разликуваат во стилот и во изразот, барем кога станува збор за авторската музика. Што им лежи нив лично, што им лежи на настапите, ќе ни кажат и двајцата. Како и да ја сакам прво да им посакам една убава супер добродојден на Баже Натов и Симеон Иванов, дечките од Cosplay. Така е, Валентин, ти благодарам на поканата, благодарам Сител телевизија, поздрав до сите гледачи на Сител телевизија, до цела Македонија. Баш ни е чест и задоволство вака да се видиме у некој издание, да имаме можност да си испромовираме нашата песна. Секој почеток е тежок и се надевам само на најдобро, да се слуша македонска музика, да се твори, и тоа е најбитното, мислам, нешто што треба да се случи виднина. Така си. Многу убаво. Ти даде знак, Симеон, продолжи. Така, да. Како на свирење. Како на свирење. Така се разбирате со поглед? Така е, да. Еден поглед. Толку треба, знаеш, одма која песна знаеш. Така си, тоа е најважно, тоа значи дека многу добро сте координирани и синхронизирани. Си правихме ние супер мувет пред самата емисија, па дел од тие работи ќе ги споделиме и со јавноста. За сите оние кои што не знаат, кои се Cosplay? Cosplay бенд дуо доаѓа од Велес. Cosplay функционира, како што напомена, веќе скоро 2 години. Неодамна го извадивме нашиот прв сингл минатата година, 2024, да. Станува збор за Ти, песна која беше направена, малкумина можеби знаат за овој факт, беше направена 2020 таа година. 19-20. Тоа е пред 5-6 години. Да. И си седеше така си. Ковидот тогаш вајда заглави малце со околу прогресот на таа песна и рековме нека стои, ќе си го најде моментот и ќе си го најде времето. Не бевте сигурни дали тогаш треба да се објави или не бевте сигурни дека тоа е крајното издание на песната? Обично секогаш срцево слушам така што ни кажува. Сега горе доле со Симеон сме ние енергетски тука негде, парираме доста добро и му дававме време на времето. Сплетна околности плюс беше некако што вајда требаше да се случи. Како период на транзиција беше тој цел. Да, 2024 вајда требаше да се случи. Изработивме. Па ќе снимавме спот, немаше да снимаме спот, вака ќе правиме, така ќе правиме. Не знаевме ние на што сме, мислевме така да објавиме само со слика. Зошто се двумевте? Тоа ме интересира. Што беа дилемите? Или немаше конкретна причина? Едноставно не форсиравте, ако битно е битно. Конкретна причина е ние дали бевме сигурни да пристапиме да правиме дуо бенд, што ќе функционира, или ќе бараме други членови, ќе правиме фул состав, нема да правиме фул состав. Тука беа дилемите, значи како да биде составот. Дека да бидеме искрени, малце можеби да речеме чудно кога станува збор за бенд, одма ти текнува на минимум 3 па нагоре членови, еве и 4 да речем, што го сочинуваат. Ние сме двајци, не знаевме тоа како ќе биде ако правиме нешто, па после ние одма ја мислевме како ќе биде ако правиме музика, па ако се појави на поголемо платно, чекај сега, ќе треба, знаеш. Ама ваljda многу премногу комплицирано. Ја мислам, од една страна сега си викаме како не ја пуштивме порано, ама од друга страна така треба да биде и нема многу што да се гледа назад, само точно. И сега. мислам дека си дојде времето, се направи Ти и после кога пукна веќе мразот, што се вика, и одма друго. Тргна возот. Тргна возот, викам дај веќе да правиме безкочници. Да, имавме идеи веќе и доста ни затвореше, викам дај ќе правиме готово. Имаме во Велес продуцент наш, Темелко Андреев, да го споменам. Да,
доста ете и он ни помогна, а во склоп на аранжманите, текст, музика си правиме ние. Доста примаме сугестии од него, од стручен човек, нормално. Мора консултација Така со си. продуцентот. Он имаше исто улога, многу главна, во писма, што се случи, пошто првата песна конкретно беше снимана и тука во Скопје. Аха. Да. Ти беше снимена во Скопје? Лисич. Да. Кај Љупча Анастасија. Да. Така. Студио. Да. Значи ново лисичанска, а? Така некако ги Така му некако му доаѓа. Така, да. Од старт бевте најасно дека ќе правите музика која што пред се вас ви се допаѓа? Па да, искрено. Затоа што нели секогаш одлучуваш во која насока Точно. ќе ти оди кариерата, ќе правиш нешто што во моментот Кој е бум или актуелно, или ќе правиш нешто што едноставно ќе бидеш различен од другите, ама па целосно свој. Мислам дека е пресудно прво нас да не се допаѓа, да биде нешто ние, тоа што сме автентично и да не глумиме нешто што не сме. Ако нас не се допаѓа, верувам дека на некој ќе му се допане нешто кое е природно органско. Ќе Да. допре до некој. Не би рекле далеко од тоа дека пример мејнстрим ценава нема нешто квалитетно, нели? Секогаш има квалитетни ствари. Мислам дека у Македонија доста музика реално се прави моментално. Можеме И треба да се Посебно прави се последниот повеќе и пресваме повеќе. за стварно пофал, можеме да се пофалиме Да. многу. Многу работат млади артисти, многу работат стварно. Јас За разлика пред 2-3 години кога што Стварно, те да, немаше немаше ништо, ништо. да. Да. Се бевме Поздрав до сите што прават, мислам. компресионирано, бевме стварно многу компресионирани бевме и сега баш можеме да се пофалиме искрено како држава што стварно се твори музика, има што да се слушне, има доста стилови и За така сечи вкус. Баш не радува тоа. И затоа немаме некој ограничување, некоја бариера, мислам дека за секој патник има воз крајот на криштата, Така ќе се. се случа и можеби и наша музика, така да мислам дека добар примес ќе донесеме ние. Така не сте од Ќе оние се тип да потрудиме. форсирате работи, нели? Па не. Така барем ми звучите пред и скромно, последници. не форсираме ништо. Се форсираме да седнеме да работиме, тоа што тука мора малку сега дисциплината Ефорт да се даде, така. Тука се форсираме, а работи да тие што не се во наши раце, што Да. си одат по свој тек, вајда некако. Добро. А кога веќе правиме муабе дека се разликувате некако во стилот и пристапот, може да испромовираме најновата песна Може, нема Писма. проблем. Да, со Мислам дека- задоволство. Ето така, вас многу добро ќе ви стане јасно за што досега муабетевме, а со деталите секако се враќаме од како ќе заврши Писма. Така, мислам дека сега е прилично појасно. Имате многу интересни детали за самото снимање на спотот, за реквизитите, за елементите кои што се појавуваат, што може да споделиме сега јавно. Баш има дома антикварница. Значи, стварно. Значи, ова чергичето е таму некаде, а? Кроз, да, од подрум мислам, татко ми го дае диплата черга, како да наречам, Како да. сакаш, Ама кили. мислам дека на сему наоѓаме ние место успот. Аха. И така да го зема, вика, бај може ќе се најде. Си ме вика, дај ќе оставиме ваму кај Сајзеров, вика, одма и ќе пробаме нешто ќе направиме. Снимавме едно сцена, гледаме дека А и интересно тоа изгледа. не беше план дека ќе биде на Сајзер. Не, Значи, само земавте ние работа. го пославме као на Првото земја. за наземја да биде под тапаните, И иде видео продуцентот вика, абе не знам тука на земја брат, Тешко ќе дај, ни биде знаеш, за бела едит. позадина ќе правиме, знаеш, ќе правиме едит интересен. поздрав и до Иво Иванов, Да. Пента. И вика, дај ќе правиме, вика, нешто едит интересен, дај негде на друго место или не знам, тргни го. Викам, џаве ли го столката. земам. Дај, вика, ќе оставиме на Вика за столка. џаве ли го земав? Да, да. За што го носиме? Да, и Значи, сега. тоа е онај спонтан момент кој што го Точно. имате, нели? Па во такиве музиката? не се забораени дома, стварно. Тоа сакам да прашам. Не Ај доовме чорапите наменски се бирани со тие шари или не? Па да, Подладно. да, и носиме ние такви Шарени, ствари, да, и викам, ај, баш можеби по интересно, по уникатно ќе испадне така. Така мислев во моментот дека Стварно, окей, така не Тоа не понесе. Ама имаме луди идеи за спотови, за уиднина се спрема, имаме можеме да се пофалиме со трет сингл во најскоро време. Ќе го И извадиме. работа на албум. И работа на албум. Браво. Да. Браво. Да. Се ова се одвива паралелно. Точно, да. да. Косплей покрај паралелно што работи на авторска музика, велеше да и добро знаат и да што друго работи петок и сабота. И недела, некојаш Да. усред недела. И вчера си свиревме, така да има доста сакам да кажам некоја диференцијала измеѓу тие две сфери. Али менаџираме, балансираме. Тоа е добро. Како велат па вистинските музичари знаат да се снајдат во секој Да.
жанр во секоја бранша, така Ја што секогаш сум слушал секаков тип на музика и смятам дека убаво е да знаеш барем нешто да изведеш, што знам. Тоа е моје мислење. ти си официјално музичар со диплома, така некако може да кажеме, баже од Мајстор самук, самук, мајстор самук. Јас сум по ген таму. А Баби, музикален? татко, мајка. Музикален што се тоа факултет. Нема факултет за тоа. Не, нема факултет за тоа. Па да, тезгарскиот пристап е интересен, така мислам, е убаво искуство. Ја би порачал секој музичар што има Убава шанса школа и за живот, не само музички. да не се затвара, тезгарскиот Оди со пристап е секаков тип сосема на луѓе убав. си имаш интеракција и интересно е. Што научивте од кој што велиш тој тезгарски живот од сите тие да вие сте не цели 2 години како овој бенд во Психологијата во оваа форма? музиката. Аха. Психологијата Проценка во на музиката. ситуација на луѓе. Да, многу работи се учат стварно. Многу народ, значи чим имаш пристап со народ, чим имаш работа со народ, И мора да имаш самодоверба кога си таму напред, немаш да си повлечен некако, што знам. А како било на почетокот? па валјда карактерно, јас Карактерно од старт сте биле онака? карактерно сум бил од секојаш лабав човек, никогаш не сум бил јас сум ултра екстроверт, значи обожавам да се мешам со народ, обожавам бувавет, нон-стоп сум испаан, нон-стоп сум низ град, нон-стоп Ќе го кафе најдеш ваму, низ таму, Велес. да. Значи ако не треба треба да на ми телефон, звониш. помени низ кафиче во Велес. Помени лево, десно, Го тука најдеш сум ја, ќе ме школата најдеш црвена, ќе мене. ме видиш. Да, Илчето и си уникатно. да, си фучам низ Велесов цело време, ама добро, со оглед на работите и треба да е така, пошто многу битен дел и многу главна улога игра тоа да еден музичар така се социализира и биде низ Таква ни работа со народ и да се нарече музичар, ајде веќе 2 песни имаме, мислам, знаеш како. алиби имаме. Како беше она, ако сам не си се пофалиш како Па, очекуваш фала друго. Богу, скромни, скромни. Да. И Скромни дечки. така, на почетокот интересно почна се така, ете, со Симеон се запознавме. Музиката нас спојува. Да. Доказ сме за еден од многуте докази дека музиката спојува. Да. Се лично мисленици може да не наречам. Да. Некако Се тука познавате сме. од град вака приватно или буквално како музичари? Да, од град се знаевме така, како здраво. Онака чисто. Мал град е Велес. Секој со секој се знае. Така. Али преку музиката ептен се сближи. И двајцата настапувавте натаму нааму и со различни Па да. бендови. Он форми. тогаш беше Јас со не. факултет. Ја Не? не прв пат почнав со Дечко. Стварно? Да, со Да. Дечко. Аха, значи Како баш бенд тој беше што тогаш. го челичел искуството. Така се Пред тоа роди. свирев така некоја свирка, ама так поретко. А вака активно можам да кажем со него. Да. И направивме некој спој на енергија интересен и викам дај ќе твориме музика, ќе Човек, правиме знаеш на музика. почеток дали кликнеш или не, некако сосек и Така. ми се свига, пошто е Стварно не треба многу Пери носи човек комплицирање. ко мене што се вика. Правиме работа, правиме, тоа многу го сакам, ќе видам, не знам, не можам, ќе се договориме. Така. Не мине многу кај Значи, мене. или црно или бело, нема некоја измеѓу ние, се знае. Да, или Да. да или не са шо. Така. Или. А ние сме тие. Црното не може да биде бело. Така си е. Зашто косплей ме интересира? Интересно прашање. Косплей по некоја чиста случајност. Најслучајно. Стварно. Нема приказна тука некоја Зборот, терминот си носи значење со него. Како и секој збор, нема збор што нема значење, што е така рандом стаен, збор да биде. Си носи значење, ама конкретно за нас ни беше ете така интересен, некако поинтернационален, лесно валја се памти. Не е Еден Coldplay, збор е. не е Coldplay, Не е cosplay. косплей. тука е некаде близко. Coldplay од Велес, а така да му дојде. Да. И мислам ќе се памти, ама најглавно од се, знаеш, да оставиме белеките така, нека не памтат по некоја добра музика за уиднина, можеби која еден ден Името и нели, не е ќе толку пресудно. кога ќе оставиме некој белек. Иако е многу важно. Да, важно, Многу важно да. како ќе звучи, дали ќе остане запаметено на прва, нели? Точно. Има Да. сето тоа многу. На кого му кликна за косплей? Па На Баже, а? заедно бевме. Мозок. Да, ама заедно си бевме па во тој случај секако си ги Имаше неколку носиме. предлози, не ми текна кои беа искрено, ама Еј, да, кои Тоа. беа другите освен косплей? Склет.
Имаше нешто такво, нели, некоја глупост. Саклете, Алтер его знам дека тоа го имаме Алтер его, спомнато, ама веќе Алтер имаше его некои имавме. со тоа име тука блиску. Гледаш, значи, на македонски биле другите опции. Да. Ама во некако интересно и на македонски се пишува и Се звучи. пишува и звучи. Од има некои зборови на англиски Не што е се премногу малце... големо еден така, збор. Да, е. едноставно е некако каспе. Интересно. На крајот од интересно. криштата секогаш сме со таа идеологија да оставиме некоја добра И кој ќе рече нека музика. ја објасни што е косплеј. Ај објасни. Косплеј, ако одиш на Google, јас тоа го проверив, затоа го прашувам, предпоставам сте виделе. Да. Костум плей. Да, знаеме што е. Нели од два англиски збора, ама јапонски збор. Точно, да. Во јапонската култура нели сите оние перформанси, арт, уметнички со различни костими, Костими, шминка и така точно, што натаму. се облекуваат. Нели ги нарекуваат косплеј, тоа е многу Да. многу интересно. И сега Да, Поздрав до јапонците. па ете на почеток ги поздравува, знаеш, вака прави Ништо не е случај, случајно. мислам, тука. Се си носи. научивте ли на јапонски да ги поздравите, за да не разберат, не за друго? Коничиуа беше на кинески така. Не, Аригато. јапонски, добар си, Добар јапонски, сум, мислам тоа, брато, Коничиуа. ја мислам Ја дека... знам нихао, Нихао. мао, Може тоа е само. нели нешто Лао, како мао. какоси, ама тоа е на кинески, сега јапонски. Тука си Аригато, рачам. аригато што беше, И- тоа го знам, го имам И слушано. тоа е на А јапонски. си учел некаде или не? Не. Вака од настап, Не, ја? тука нешто има, останато од негде. Од нас доби, брато. Не ја знам, негде. На некоја полица стои нешто со прашинка. Така. Интересно баш. Интересно, задоволни сте од тоа како до сега сте прифатени. Кажавме дека едно е она што го твори, тоа што го погледнавме, друго е настапот. Обично на настапот сте оние кои што сакате навистина да им направите Универзални. на луѓето да биде да им биде убаво и да го Таму сме слушнат за буквално луѓето и се што тие сакаат да го слушнат. Тоа значи дека свирите секаков тип на музика. се трудиме колку што можеме. По природа забавното повеќе не лежи искрено, ама се трудиме да постасаме сегде на Чекај, и секоја. народно сакаш да кажеш дека па некојаш свирите? Си го негуеме македонското да. традиционално, да. Ја, пример, ја и он како личности доста слушаме македонска музика, Да, знаеш. да. Пример, Македонска мислиш на етно, народна музика? македонска Да. изворна музика, Традиционална, народна, да. да. Доста дискографија дома имаме така и знам да си послушам, може би Јуи, ете по... далматинско и Да, италијанско да. и Почитувам, од светскиот размер За нема англиско нешто што не се слуша, да. Так. Ја конкретно сум израснат и што знам. Да, Многу ама природно ми да таа музика. пак ќе напоменам, имаме преубава македонска изворна музика и да, порачувам до сите млади генерации, по старите знам дека си ја негуваат и си ја Да. слушаат. И ако Нека се- сакаш атмосфера да направиш негде која не можеш, Джокерот е народното. Стварно? Джокер. А која песна е најголем Джокер? Онај прв од ракав. Па ние у Велесот сме од Велес, на кој ник доќен да имам. Одлично прва ја И пуштам. налеј. Налеј си носи. Значи, ако Исто. нешто не штима, одиш со овие песни, Нема Обавезно. се пробаш. враќа атмосфера. Нема пробаш. Обавезно, да, дигаш, да. Тоа е интересно и тоа е многу убаво од друга страна што нели сите Точно, тие точно. песни Си го кои што- негуваме фолклорот. Јас сум секогаш за Да, тоа, да, да. ја им порачувам и на младите артисти што сакаат да творат македонска изворна музика, нека се твори поише. Па да. Ние не се пронајдовме можеби толку народна музика, ако не бива за нешто, нели, А ние зошто би... почитуваме и се трудиме најдобро колку што можеме да интерпретираме. Да, али во секој случај ние многу мислам, ја пример многу слушам македонска музика и многу си ја сакам стварно. Ти е така дома чисто ради реда некош ки си пуштам Имаме ние озбилни често. артисти во историјата на музиката македонска што имаат придонесено многу доајени, така да порачувам да се слушаш поише и македонска општо, еве и поп и рок. Така. Да имаме музика македонска. Значи има. Имаме и тоа многу. Премногу. имаме. Да. Тоше даде многу убав правец, Тоше Проески. Вечна му слава, он е човек што многу придонеси исто така за поп културата, рок. Ако свирите го пеете Тоше. Обавезно. нема- Па мислам нема- дека свирка не мине без него, да. Нема без него. Има ли некои Осеќам песни нека одговорност дека треба. дека треба? Треба да се. Тоа е добро, тоа е добро. Да. Има ли песни од Тоше кои што некако посебно публиката уште ги Да. Да. чувствува и после Да, толку да. време? Има и тоа доста пример. Еве никој како тебе не бакнува, рани на усните се свири доста. Громови на душа, Која не? стварно. Еве како
како вчера да биле направени буквално. Стварно, да. Буквално така е. Како е ноќниот живот во Велес, кога веќе зборуваме за свирките? Добро е. Тоа е за разлика од пред што ми го некоја година. раскажувате, Добро е, делува не е лошо. добро, динамично. Не е лошо. Не е лошо. Секогаш може поарно. Да. Живна да е градот. За Живна разлика да е од пред градот, некоја година, може да кажеме. На што се должи тоа? Па На може би. косплей. Па добро Имаме има принос. групи. Велес Скромно. Велес се прави музика. Да. Велес има рап Да. доста моментално. Имаше Има урбана култура. да, рап извади албум моментално некои дечки. Има исто работат и нешто и на фолк, на база на фолк Има музика. музичари, верас, има. Од секогаш Ние имало, вака на има и поп-рок. ќе има сигурно. И моментално се твори, а за нукниот живот одсечи вкус. Да. Поели Валентин, има. Кај Да. сакаш, поели на народно, имаш за рок. Има Имаш избор. диџеј. Има избор. Има за Just- диџеј. Ку се е близко. Се е близко, се ти е тука Има и за- пристап. Вени сечиња се се има. Не можеме да се пожалиме. Така е. Какви се ви се плановите? Знам дека сте прилично лабави и Да. не сакате да форсирате работа, меѓутоа веројатно имате од прилика некоја насока во која варијанта и по кој пат би сакале да се движи Да косплей. уживаме во животот, да твориме музика, до крајов на година да го сработиме албумов. Се надеваме тоа малце голем залак со оглед на еднава работа со другава, ама ќе се потрудиме, шо? Добро, да. Да речеме дека лабави сме и опуштени вака, ама во поглед на музика, ако станува збор за творење, Кртови сме за работа. да, се седнува, пример, трета песна, седнавме на вечерот, ма се дотера матрицата. Па и втора за една недела Се прилика испраки беше структурата Готово. направена, да. После во Костурата. студио шминка и некои ствари и после спотот. Или спотот пред како? Не, у исто време беше. Така нешто беше, да. Напоредно беше У у исто време. Ама онака, за Комбинирахме. многу брзо време, Да, се да. средува се. Да не заптеме ние така сме малку. Имаме доста поддршка, ни се пружува доста поддршка. Да. Од кого имате најголема поддршка? Од домашните. Од домашните, Од домашните имаме Од домашните, највише поддршка. највише, да. Доаѓа на настапи, тоа ме интересира, или малку ме доцна? Па, доцни ми, кај мене пензионери за немаш. Пример, сега не гледаат, ово 100% не Немаш. гледаат, знаеш. Кај нас обично се свиркиве до покасно малце, може би до 1 час, па знаеме да свириме и по дискотеки од 1 да се почне до Ќе донесе на 4. здравје на промоција на албум. Да, на промоција на албум ќе имаат Тоа може. чест. Сигурно сте гордост, предпоставувам. Па нели? да. Се радува на секој момент, И затоа един што цико што сме да ти кажам. и 20 сте. И да. Значи еве плюс причина. Ќе се побратимиме. Да, така. Покав може не, ама вака. Таква е текмата на работите. Браво, Практично. Јас шо, чуваме пример, грб, нема од дома шала. ќе ми речат, знаеш, порано, абе сега сум петок на свирење сум, знаеш, свирам. Добро е, викам, мама, па ти, па работа ти е тоа, знаеш, мора, па ти си пристапуваш професионално како работа, знаеш, немој како обавеза. И знаеш, тоа ми го метна у глава, не како обавеза да го сваќам тоа. Порано ти туку беше едноставно- така како обврска? Па да, претходно така, и знаеш, се тувкам, се мислам, леле, петок сега, леле, сабота, па како ќе биде, па шо ќе биде, На едноставно, сега начин на живот. пристапот ти станува се по-професионален и тоа нема крај, мислам, нема крај. И го сваќаш како работа, Работиме на случајот си, работиме и на себе цело време. Види тие луѓе што се доени таму, се доени за забава. Да. Тие не се Така е. доени да ги слушаат, Два дали, сати, дали три те боли сати. глава, дали ти се спие тебе, дали зап те боли. Сигурно имало и денови Имало. настапи. Кои не сте били расположени сето тоа? Види, Ма, постои Не, ама тоа. тоа се Тоа тргна. не сме да се приме. Луѓе. Да, ама ќе почне прва песна, втора песна, го забораш тоа и која има енергија убава од луѓе, Правиш енергијата моторика се веќе разменува тука. и поубаво кога излезеш со свирење, то Музичка терапија. Стварно. Па не вика за џабе дека музиката е терапија, нели? да, дефинитивно. Кога да ми е нешто да Не ми знам, штима ја- или ги си пуштам музика или ги си седнам на клавирот си свирам на Не, тие работиме, ама Хубаво поубава е. професија, не знам дали има не реално. давам за живот. Или па хобито да ти стане професија на некој начин, ја би рекол. Ја немав некако Ти имаше и друга работа паралелно, нели? Да, си од во средната Сергеј музичка. Михаилов, Дамут Сергеј Михаилов Штип. Поздрав до Штипјани. Поздрави ми нив. Успеваш да ги балансираш двете работи? Да. Сега овој период малце така турбо можам да кажам, ама
уште малце ќе сплавам. Значи ти ептен патуваш. Да, На сите Харно страни. поблиску и Штипи патот го направија добре. Добро, за колку време се стига За сега? пол сат. Добре. Да, И нема гужва како туку у Скопје. Тамански. Фала Богу. Добро. Дечки, благодарам многу за гостувањето. Ти благодарам, Верувам Никола, на дека поканата. убаво си поминавте. Одлично. Продолжете да бидете вака креативни и своји Ќе и твориме. да се видиме за промоција на албумот. Дај Тоа Боже. го ветивте. Дај Боже, да. Да. Од ветеното не се вега, се знаеш вега, да. како вика. Ето така, викендов ще каде станеме сте на доследни. настап? Викендов свириме, ај, запамтиш ли кај сме? Не, треба да Ајде, гледам видам у секој ми телефонот. раџерот. Петок Гарденија, матура генерацијска. Да, генерацијска матура. 35 години. 35 години, да. Браво. Таа генерација И ќе се весело дружиме свирим. сабота. кај сме. Одлично. Сабота роден ден Не ми имаме. текна. Ќе проверат Да, на роден ден. Инстаграм и Да. Фейсбук Да, таму. има ги сториња, таму сме Така активни, си е. така да. Фала ви уште еднаш, да се Фала ви и гледаме вас. за убави работи. Гледам, Благодарам поздрав. многу. Ете така, за крај на денешното издание на магазин ќе одиме со Ти, првата песна авторска на Косплеј, а вие останете на Сител и утре се гледаме со магазин повторно во 10 часот со колешката Јелена. Чао, чао.